Ке го жртвували премиерот Зоран Заев својот најблизок соработник Венко Филипче и министерската позиција за да ги задоволи потребите на алтернатива, која треба да му обезбеди стабилно мнозинство. Иако официјално ниту од влада, ниту од алтернатива јасно не откриваат што е договорено, се погласни се информациите дека Африм Гашија бара министерската позиција во здравство и едно од 4 вице-премиерски места. За наследник на Филипче веќе се шпекулира со името на Беким Сали, по професија стоматолог, со кого алтернатива влезе во трка и за градоначалничката позиција во општина Чаир. Дека нама са составени кадровски промени потврдуваат индиректно и во соопштението од влада, но без детали за кои министерски позиции се разговарало и кои се кадровските решенија кои ги бара алтернатива. Иако досега ниту еден скандал кој го стресе здравството, од набавките на кинеските вакцини, трагедијата со модуларната болница во Тетово, не беа доволни за одговорност од Филипче и негово повлекување од челната позиција од министерството, сепак очигледно дека за спас на централната власт, Заев е подготвен да направи компромиси за отстапување од тој сектор. Генералниот секретар на Алијанса за албанците, градоначалник на Гостивар Арбен Таревари, пак смета дека доколку алтернатива прифати да влезе во владата, таа нема да трае долго. Иако првично беа заедно во коалиција за локалните избори, сепак по одлуката Гаши да застана на страната на Заев, од Алијанса за албанците вела дека ќе ја почитуваат. Со господинот Гаши со алтернатива пред 1,5 година излеговме заедно на парламентарни избори. Нашите политики беа анти-ДУИ, ги добивме 82.000 гласови кои што не гласаа против политиките на ДУИ. Договорот беше потпишан за 4 години, меѓутоа тоа е договор, не мора да се придржува на договорот сега како ќе одлучат тие така. Ние ќе почитуваме секоја нивна одлука, без разлика која ќе биде. И ако влегуваат во влада, ја мислам дека таа влада нема да биде одржлива. Пред се нема да биде одржлива поради нестабилноста која што постои во СДСМ. По 4-часовната средба Заев Гаши договорена е начална согласност за влегување во влада, но деталите ќе се пеглале на нова средба. Доколку биде пустен договор за коалицирање, алтернатива ќе му обезбеди 4 пратеници на моменталното парламентарно мнозинство на СДСМ и ДУИ.